Учениците од неколку средни училишта во Скопје денеска по повод 21 септември, меѓународниот ден на мирот, се упатија кон камениот мост и на символичен начин ги испратија пораките за мир. Со мировен марш денеска учениците го одбележаа 21 септември, меѓународниот ден на мирот. Како што соопшти од првата детска амбасада во светот Меѓеши, училиштата вклучени во проектот Мировно образование има различни активности во неколку градови во Македонија. Според програмата на Меѓеши во Скопје, ученици и наставници од училиштата Средно училиште на град Скопје, гимназија Никола Карев, Средното медицинско училиште на град Скопје доктор Панче Караѓозов и Средното училиште на град Скопје Арсени Јовков тргнаа од своите училишта во правец кон камениот мост, каде што се здружија и на символичен начин ги упатија пораките за мирот. Оваа активност е реализирана во соработка со граѓанското здружение за унапредување на културата, мултиетнички развој, образование, екологија и спорт Мобилис, основано од неколку професори ентузијасти. Ние е важно да обележуваме вакви денови секој ден, меѓутоа и да градиме мир секој ден, а тоа се прави на различни начини и на разни нивоа. Образованието, впрочем, е моќно за да гради мир. Особено во ваква ситуација на бегалска криза и на страшни слики со кои што се соочуваме секој ден, особено на деца и изнемоштени луѓе кои што бегаат од пеколна војна, ни е важно да се проговори на јавен простор и да се зборува колку впрочем мирот е важен. И мирот, би сакала да пратиме порака дека мирот не е да се биде мирен, туку дека и не е само недостаток на војна, туку е начин на живење, начин на донесување на одлуки, и овие луѓе, професори и наставници со кои што работиме, тоа го градат секој ден и придонесуваат кон училишта кои што градат мир со вклучување на учениците во процеси на донесување на одлуки, со стимулирање на критички став и со стимулирање љубопитност на место страв кон поразличните од нас. Денеска 21 септември го обележуваме денот на мирот со делење на мировни повеки, со транспаренти, со насмевки, со љубов. Најпрво во нашето училиште избравме пораки за мирот, ги спринтавме на ливчиња кои ќе ги поделиме на граѓаните, исто така и на транспаренти на различни јазици. Напишавме пораки за мирот кои нашите ученици ќе ги презентираат. Собрани сме тука денес да шириме позитивна енергија, да шириме мировни пораки, многу љубов и позитивни вибрации. По повод меѓународниот ден на мирот во подрачното училиште Средно училиште на град Скопје Владо Тасевски од Скопје, каде наставата се одвива на албански наставен јазик, во работната недела ќе се одржат повеќе разговори со учениците на теми поврзани со емигрантите и хуманитарните активности. Значи мирот треба да биде пред се во овој свет. Ние се наоѓаме токму во мостот кој ги дели, значи ова сиромашната страна и богатата страна во Македонија. Јас сакам да истакнем една поговорка на познатиот писател Али Изетбеговиќ, кој кажува дека основата на културата е образованието, културата е основа на цивилизацијата, а цивилизацијата без мир не може да биде. Значи пред се треба да биде мирот, па после ќе бидеме образовани, ќе имаме цивилизација подобра и после ќе имаме и подобра наука и образование. Овој ден е усвоен од Обединетите нации во 2001 година како светски ден на ненасилство и прекин на огнот насекаде во светот. Секоја година задзвонуваат звоно во седиштето на Обединетите нации во Њујорк, а генералниот секретар испраќа мировна порака до целиот свет.